Дали и вам ви се случило ова? Поливате редовно, ставате џубриво, ја копате земјата, носите компост, а доматите пак стојат слаби, пиперките пожолтуваат, краставиците венеат, а водата останува на површината како да сте полиле бетон. Ако ова ви е познато, не сте сами. Во многу дворови и бавчини из Македонија денес проблемот не е во семето, ниту во вашата работа. Проблемот е во почвата. Не во тоа што нема доволно џубриво, не во тоа што не сте се потрудиле, туку во тоа што почвата е уморна, збиена и речиси без живот. Кога почвата ќе го изгуби животот во себе, растенијата веднаш го чувствуваат тоа. Расадот тргнува бавно, листовите стануваат бледи, водата не се впива, земјата пука на сонце, а кога ќе заврне силен летен дожд, наместо да ја напои бавчата, водата се слева и ја носи храната со себе. Ова особено го гледаме кај нас, во Скопско, Велешко, Кумановско, Прилепско, Штипско, па и во многу суви дворови низ Пелагонија и по Вардарието. Летата стануваат долги, жешки и суви. Земјата се прегрева, се стврднува, а коренот останува без воздух. Во Струмичко и Гевгелиско топлината доаѓа уште порано. Кај Охрид и Преспа климата е помека, но и таму почвата знае да се измори ако со години ја копаме, ја оставаме гола и ја поливаме само кога веќе е премногу сува. Јас го водам овој канал за луѓе што ја сакаат градината, но не сакаат секоја сезона да се мачат се повеќе, а да добиваат се помалку. Целта е проста. Да ја вратиме радоста во градинарството. Без скапи препарати, без непотребна хемија и без работа што го крши грбот. Денес ке зборуваме за мртва почва. Тоа не значи дека земјата е пустина. Мртва почва може да изгледа сосема нормално. Може да биде темна, може да биде во убава леа, може дури и да има џубриво во неа. Но ако внатре нема микроби, габи, дождовни црви и ситен живот, таа почва не работи. Здрава почва не е само земја. Таа е цел жив свет. Во една шака добра земја има милиарди мали организми. Тие ги разградуваат лисјата, тревата и компостот. Тие ја претвораат органската материја во храна што растенијата може да ја земат. Тие прават ситни канали низ кои влегуваат воздух и вода. Тие ја прават почвата мека, ронлива и жива. Кога тој свет ќе исчезне, земјата се затвора. Одозгоре може би изгледа како почва, но внатре е тешка, тврда и без здив. Како да знаете дали вашата почва е таква? Првиот знак е водата. Поливате, а водата стои горе. Не се впива. Минутите поминуваат, а леата изгледа како мала бара. Тоа значи дека почвата ја изгубила структурата. Порите се затворени и влагата не може да влезе надолу. Вториот знак е тврдата земја. Ја ставате лопатата, притискате со нога, а таа одбива. Како да удирате во плоча. Корените не можат лесно да минат низ таква земја. Нема доволно воздух, а без воздух нема живот. Третиот знак е мулчот што не се распаѓа. Ставате слама, суви лисја или исечена трева и по еден месец тие стојат речиси исти, како никој да не ги допрел. Тоа значи дека нема доволно микроби што треба да ја претворат таа органска материја во храна. Четвртиот знак се дождовните црви. Ако порано во секоја грудка земја сте наоѓале црви, а сега нема ниту еден, тоа е сериозен знак. Црвите не живеат таму каде што нема храна, влага и микробен живот. Петиот знак се самите растенија. Никнуваат, но не напредуваат. Стојат на исто место со недели. Листовите пожолтуваат без јасна причина. На најмала жештина виснуваат. Изгледаат како да немаат сила.
Зошто се случува ова? Затоа што со години почвата ја третираме како нешто мртво, а не како жив организам. Ја превртуваме секоја година и ги кинеме габните мрежи што ја држат структурата. Ја оставаме гола на сонце, а летното сонце кај нас знае да ја испече како цигла. Користиме силни минерални џубрива без доволно органика, па солите се натрупуваат. Поливаме со хлорирана вода. Ги тргаме сите лисја, сите тревки, секој остаток од растенија. И на крај, микробите остануваат без храна. Замислете кујна полна со продукти. Има брашно, зеленчук, зачини, масло. Се има. Но нема готвач. Кој ќе направи ручек? Никој. Така е и со почвата. Може да има хранливи материи, но ако нема живи организми што ќе ги преработат, растението не може да ги искористи како што треба. Затоа понекогаш џубривото не помага. Не затоа што е секогаш лошо, туку затоа што прво треба да ја вратиме почвата во живот. И јас сум го видел тоа. Земја толку тврда, што лопатата влегува само неколку сантиметри. Вода што стои долго на површината. Расад што се мачи и не тргнува. Можеш да носиш вреки компост, можеш да купуваш препарати, но ако нема живот во земјата, резултатот е слаб. Потоа почнав да користам еден стар, едноставен метод. Не е скап. Не е комплициран. Не бара лабораторија. Тоа е течност што многу луѓе ја фрлаат во мијалник без да знаат колку вреди. Оризова вода. Да, истата белузлава вода што останува кога го миеме оризот. Кај нас ориз има во речиси секоја кујна. Особено кога се готви тавче, полнети пиперки, сарма, ориз со зеленчук или обичен прилок. Таа вода обично ја фрламе. Но за почвата може да биде вистински почеток на живот. Кога го миете оризот, од зрната се ослободува тенок слој скроп. Затоа водата станува матна и бела. Тој скроп е храна за корисни бактерии, особено за млечно-киселински бактерии. Тоа се слични бактерии на оние што учествуваат во ферментација, како кај кисела зелка, јогурт или природно тесто. Тие бактерии не се храна директно за растението. Тие се помош за почвата. Кога ќе стигнат во земјата, почнуваат да ја будат микробната активност. Помагаат органската материја да се разградува побрзо. Ја омекнуваат збиената почва. Ја потиснуваат лошата гнилосна средина и создаваат услови за други корисни организми. Како се подготвува оризова вода? Земете една чаша суров ориз. Не е важно дали е бел, округол, долг, ефтин или поскап. Ставете го во сад и додајте 2 чаши чиста вода. Мешајте со рака, енергично. Не треба нежно. Целта е водата да стане што поматна. Колку е побела, толку повеќе скроп има во неа. Потоа процедете го оризот. Оризот можете да го сготвите како и обично. Ништо не му фали. Матната вода ставете ја во чиста стаклена тегла. Тука има една важна работа. Меја затворите теглата цврсто. Покриете ја со чиста крпа, газа или хартиена салфетка и прицрстете ја со ластик. Течноста треба да дише. Ако ја затворите без воздух, може да се развие лош мирис и гниење. Ако има пристап до воздух, поголема е шансата да се развијат корисни микроорганизми. Оставете ја теглата на темно и мирно место во кујната. Не на сонце и не до шпорет. Нека стои 2 до 3 дена. Кога ќе биде готова, ќе има благ кисел мирис. Нешто како јогурт, кисело тесто или кисела зелка. Тоа е добар знак. Ако мириса на расипано, на трулеш или на јајца, фрлете ја и почнете повторно. Не е страшно. Со ферментација се учи од обид.
Пред употреба, оризовата вода секогаш се разредува. Еден дел оризова вода со 10 делови обична вода. Со таа мешавина полевајте околу коренот, не по листовите. Ова е храна и поттик за подземниот свет, не за зелената маса. Полевајте ја почвата кога не е премногу жешко. Најдобро наутро или пред зајди сонце. Во наши услови, особено во јули и август, никогаш не полевајте по најсилното сонце. Земјата тогаш е прегреана, а растението е под стрес. По неколку дена може да забележите дека водата почнува полесно да се впива. Земјата под прстите станува малку помека. Мулчот почнува да потемнува. Расадот изгледа посвежо. Тоа не е магија. Тоа е почвата што почнува да се буди. Но оризовата вода е само првиот чекор. Таа е искра. Кога ќе ја разбудиме почвата, треба да им помогнеме и на растенијата да добијат сила за раст. Тука доаѓа втората течност. Ферментиран растителен сок. Ова е природен растителен тоник. Не е класично ѓубриво. Не е хемија. Тоа е течност што се прави од зелени, силни растенија кои растат брзо и упорно. Во нив има природни растителни хормони, ензими и органски киселини. Тие му даваат сигнал на растението да тргне, да зајакне, да пушти нов лист и нов корен. Кај нас за ова може да се користи коприва, глуварче, тегавец, лобода, диви треви, млади врвови од плевел што брзо расте, па дури и свежа косена трева ако не е прскана. Може да се користат и здрави остатоци од зеленчук, например листови од домати или пиперки, но само ако не се болни. Правилото е едноставно. Ако растението е здраво, зелено и расте силно, може да послужи. Не користете растенија што се прскани со хербицид. Не користете растенија од места каде што има многу издувни гасови, масло или отпад. Соберете свежа зелена маса. Исечкајте ја ситно со ножици, нож или секатор. Колку посидно, толку подобро ќе ти се ослободи сокот. Потоа додајте кафеав шеќер. Ако немате кафеав, може да се користи и обичен шеќер, но кафеавиот е подобар. Количината треба да биде приближно иста како количината на зелената маса по тежина. Ако немате вага, гледајте секој лист да биде добро обложен со шеќер и смесата да почне да станува влажна и сјајна. Шеќерот ќе го извлече сокот од растителните клетки. Тоа се случува природно, како кога солта вади вода од краставици за туршија. Само овде го бараме тој растителен сок, бидејќи во него се активните материи. Измешајте добро со рака. Ставете ја смесата во чиста стаклена тегла. Не ја набивајте премногу. Треба да има малку воздух. Одозгора ставете чист мал товар, например мала чинија или чист камен, за масата нежно да се притисне и да пушти повеќе сок. И повторно, не ја затворајте теглата херметички. Покрите ја со крпа или газа. Ферментацијата треба да дише. Ако ја затворите цврсто, ќе се создава притисок и може да имате голем неред во кујната. Оставете ја теглата на темно и уадовито место 5 до 7 дена. По неколку дена на дното ќе се собере темна, густа, сладко-кисела течност. Тоа е ферментираниот растителен сок. Процедете ја течноста низ газа или ситна цедалка. Растителната маса може да оди во компост. Течноста ставете ја во чисто шише. Мирисот ќе биде силен. Не треба да мириса како парфем. Ќе има киселкаст, сладок, ферментиран мирис. Тоа е нормално. Ако има мирис на трулеш, тогаш нешто тргнало погрешно и подобро е да не го користите. Овој сок никогаш не се користи чист. Премногу е концентриран. Разредете го многу. Една лажица ферментиран растителен сок во околу 3 чаши вода е добра почетна мера за мали количини. За поголеми количини, држете се до правило 1 мера сок со 50 мери вода. Со оваа разредена течност можете да полевате околу коренот,
Можете и да ги прскате листовите, но само рано наутро или навечер. Никогаш на силно сонце. Ако прскате зеленчук што ќе го берете истиот ден, подобро прескокнете го листот и полевајте само во почвата. Што ќе видите? Растенија што стоеле со недели, може да почнат да пуштаат нови врвови. Листовите се исправуваат. Бледата боја полека се заменува со поздрава зелена. Стеблото станува посилно. Коренот почнува подобро да работи. Зошто? Затоа што не сте му дале само минерали. Му давате природни сигнали за раст. Растенијата го разбираат тој јазик многу подобро отколку што ние мислиме. Овој растителен сок е особено корисен во периодот на активен раст, кога доматите, пиперките, краставиците, тиквичките и гравот бараат многу сила. Кај нас тоа обично е од доцна пролет до средина на лето, а во потоплите краеви и подолго. Користете го еднаш на 2 недели. Не мора почесто. Во градината не победува оној што става најмногу, туку оној што става навреме и умерено. Сега имаме 2 течности. Оризовата вода ја буди почвата. Ферментираниот растителен сок им дава поттик на растенијата. Но има уште една течност што е најважна ако сакате навистина да ја обновите почвата. Компостен чај. Ако оризовата вода е искра, а растителниот сок е поддршка, компостниот чај е цела жива војска за почвата. Тој носи многу различни корисни микроорганизми од добар зрел компост и ги внесува таму каде што најмногу треба. Многумина мислат дека компостен чај е само компост измешан со вода. Но вистинскиот компостен чај е жив настој. Во него микробите не само што се присутни, туку активно се размножуваат ако имаат вода, храна и воздух. За да го направите правилно, почнете со вода без силен мирис на хлор. Ако користите вода од водовод и таа мириса на хлор, наполнете кофа и оставете ја отворена преку ноќ. Така дел од хлорот ќе ти испари. Ако имате дождовница или вода од бунар што е проверена и чиста, уште подобро. Земете зрел компост. Тој треба да биде темен, ронлив и да мириса на шумска земја. Не треба да мириса на амонијак, на гниење или на свеж измет. Никогаш не користете свежо шталско ѓубриво за компостен чај, особено ако имате деца, внуци или домашни миленици што влегуваат во градината. Свежото ѓубриво може да носи опасни бактерии. Ставете го компостот во стара навлака за перница, газа или платнена кеса што пропушта вода. Врзете ја и испуштете ја во кофа со вода, како голема кесичка чај. Додајте 1 лажица меласа или мед. Тоа е храна за микробите. Не претерувајте. Малку шекер им помага да се размножат, но премногу може да ја расипе рамнотежата. Најважниот дел е воздухот. Потребен ви е мал аквариумски компресор со црево и камен за меурчиња. Се продава во продавници за миленици и не е скап. Ставете го во кофата и оставете го да работи околу 24 часа. Меурчињата треба постојано да излегуваат. Тоа е важно, затоа што корисните микроби сакаат кислород. Ако нема воздух, во водата може да се развијат лоши бактерии и лош мирис. Со воздух, компостниот чај останува жив и корисен. По едно деноночие чајот е готов. На површината може да има лесна пена. Тоа е добар знак. Извадете ја кесата со компост, нежно исцедете ја над кофата и користете ја течноста веднаш. Компостниот чај не треба да стои долго. Најдобар е кога е свеж. Ако стои многу часови без воздух, микробите почнуваат да слабеат. Со него полевајте ја почвата околу растенијата, меѓу редовите и полеите.
Можете и да прскате листови, но правете го тоа наутро или навечер. И не прскајте директно зеленчук, што веднаш ке го јадете свеж. За салати, макдонос, млад кромит и други листови што се јадат директно, подобро користете компостен чај само во почвата. Ако 20 литри ви се многу, направете помала количина. Не мора да се мачите. Градината треба да ви носи радост, не болка во грбот. Што се случува кога редовно користите добар компостен чај? Почвата почнува да се менува. Не преку ноќ, но сигурно. Станува поронлива. Водата подобро влегува надолу, но и подолго се задржува. Тоа е многу важно за нашите суви лета. Корените одат подлабоко. Растението станува поотпорно на жештина, суша и болести. Микробите почнуваат да ја врзуваат почвата во мали зрнести грудки. Тоа е структурата што ја сакаме. Не кал, не прашина, не бетон, туку жива, ронлива земја што мириса добро и се распаѓа во рака. Со текот на времето, дождовните црви се враќаат. Мучот почнува да исчезнува, затоа што некој конечно го јаде и го претвора во храна. Растенијата стануваат посилни, а силно растение многу подобро се брани од штетници. Сега имаме 3 едноставни алатки. Оризова вода за будење на микробите. Ферментиран растителен сок за поттик на растот. Компостен чај за внесување богат живот во почвата. Но пред да почнете, направете 3 мали теста за да знаете од каде тргнувате. Првиот тест е со лопата. Одете во лејата каде што планирате да садите. Ставете ја лопатата исправено и притиснете со нога. Ако влегува лесно и земјата се отвора ронливо, тоа е добар знак. Ако лопатата одбива, ако треба да скокате врз неа, почвата е збиена. Вториот тест е со вода. Ископајте мала дупка, отприлика 1 педа длабока и 1 педа широка. Наполнете ја со вода и оставете да се впие. Потоа наполнете ја повторно и гледајте колку брзо исчезнува. Ако водата стои со часови, почвата е затворена. Ако исчезне премногу брзо, земјата е премногу лесна и не задржува влага. И во двата случаи, органска материја и микробен живот ќе помогнат. Третиот тест е со дождовни црви. Извадете 1 грудка земја и разронете ја. Ако има неколку црви, почвата има живот. Ако има 1 или 2, животот е слаб, но присутен. Ако нема ниту 1, време е сериозно да ја обновите земјата. И запомнете, ако тестовите покажат проблем, тоа не значи дека сте лош градинар. Денешните услови се потешки. Летата се потопли. Дождовите често доаѓаат нагло, па потоа долго нема ништо. Почвата се суши побрзо. Ако ја оставиме гола, таа страда. Затоа покривајте ја земјата. Користете слама, суви лисја, косена трева што не е со семе, ситни гранчиња, компост. Не оставајте ја почвата гола под македонското летно сонце. Тоа сонце не простува. Полевајте поретко, но подлабоко. Малку вода секој ден често прави коренот да остане приток. Подлабоко полевање го тера коренот да оди надолу. А кога има мулч, влагата останува подолго. Не брзајте со силни џубрива ако почвата е мртва. Прво вратете живот. Потоа храната ќе почне да работи многу подобро. Овие 3 течности не се чудо од една ноќ, но тие се едноставен начин да ја промените насоката. Наместо секоја година да се борите со се потврда земја, почнувате да градите почва, што сама работи за вас. Првата недела можеби ќе забележите дека водата полесно се впива. По 2 до 3 недели,
растенијата може да изгледаат посвежо. По еден месец, мулчот може да почне побрзо да се разградува. До крајот на сезоната, земјата може да биде помека, потемна и попријатна за работа. А следната година, ако продолжите со органска материја, мулч и умерено полевање, разликата ќе биде уште поголема. Вашата почва не е изгубена. Таа само е уморна. И како секое живо нешто, кога ќе добие воздух, храна, влага и грижа, почнува да се враќа. Не мора да купувате скапи препарати за да почнете. Почнете со она што го имате дома. Оризова вода од куината. Зелени растенија од дворот. Зрел компост од вашата градина. Тоа е старо знаење, приспособено за денешните услови. За нашите жешки лета, за нашите дворови, за нашите домати, пиперки, краставици, граф и овошки. Почвата не сака насилство. Таа сака живот. Кога ќе престанете да ја третирате како прашина во која само се става џубриво и ќе почнете да ја гледате како жив организам, градината се менува. Водата почнува да влегува. Коренот почнува да дише. Црвите се враќаат. Растенијата се исправуваат. А вие повторно го добивате она чувство поради кое сте почнале да садите. Мир, радост и надеж дека од мала семка може да излезе нешто силно, здраво и ваше.